Победа! Победа! Абе, глуп, не збораме на таа тема. Ау да бе. Момена, чекајте те отвори да видам. Ајде отвори. Ова е расипан ти. Сега ќе осредим ич да не се секире. Отвори убаво вака, браво. Че да видам убаво. Ич да не се секираш, одма ќе осредим. Ајде те отвори убаво. Ајде полека. Браво е тета. Ако те боли само вака направи готово, одма прекинувам. Ајде тета. Ајде. Машала ентон луѓе се пријавивте за забарите, брат. Шо ги беше ето страво. А бога ми, баги забари засегнати се најде. Шо било тоа, сите професии сум ги знаел. Оре ништо не знам од професиите, јас кажувам тоа што го гледам. Да не сум стручен, далеку сум од стручен. Ама сите имаме на забар одено, сите имаме љупнато по некој забар, така? И знаеш што е најмногу проблемо? Што уште како дете и тие што те носат се плашат од забарот, камоли ти? За ти тргнуваш од дома, одма осеќаш некој страв во воздух. Ој таму стигнуваш, чекална сите вака стегнати. Седат демек не се плашат, ама се гледа дека се плаша. И ти како дете си викаш шо сторо ако е страшно. И за дека ќе имаш болки, негде ќе имаш болки нормално. Особено колку поќе чекаш да решиш проблемот, нормално поќе болки ќе има. Ама нема брат, влегваш во таа чекалната, сите стресени и ти си викаш море мајката можда. Што знаеш оде може луѓе јадат. Или што би се рекло кај нас, бегајте, каса со забо. После тоа влегваш натре кај забаро. Порано кога бевме деца до душа ништо не носе. Така директно бате дека ти диши над тебе, што има врска ти што се разбира. Ама пати. Особено пак ако си беше меракли, ако си подпивнуваше малце забаро. Влегваш натре на комина мириса оддале. Ти си га шо знаеш, може да стерилизирал нешто. Немал алкохол нешто таму што користат. Не знам, ракија му турил, шо знаеш. Тој се стерилизирал, брато. Настеган до тука бидва. Денешно време кое влезиш уште поќе страв те фаќа. Од ти настеган човек наклюкан имаш виден. Ова го немаш виден. Море на очари, маски, па тука некој пластичина, шлемо и чуде кие шо носа. Мислиш астронаут завоѓи ти го вади. Наоружани до тука бидва. Ги вади ти инструментите исти кои татко ти дома што ги имаш травцигерите. Та за заби вадење клештата исто оние на коњоите што му ги вадат под ковиците од копитата. Ти кај гледаш астронаут тука, гледаш клешти онакви за дупење, за барање некои археолошки што се почну уште поќе страв да те фаќа, дете си ме сваѓаш. Се на забарите на сите му јасно дека ти е страв. Кога сакаш прај се мангуп, кога сакаш глуми џабе. Такаш одма се спремни тука со некој муавец за пробат малце страво да ти го спушта. Са некој ќе направат мајта, некој ќе почнат да те прашват тебе за живото, нешто ќе збораш тантара пантара, кај беше шо направи, како си шо прешарен мисли. Шо нема ме сваѓај. А некој кача толку глупи мајтаби што дури поќе страв ти прат да ти. Па ти што се плашиш тука, сите ги имаме поминато, колку луѓе имаме поминато тука. Си велиш сумо како ги врват луѓето овие море. Легнат устата отворена. Знаеш како шубе да ти дојди малци. И сега денешно време ги имате столиците видено какви се модерни, така? На времето бате ко на фризер беа столиците. А не знаеш дали забите ги ти поправили ги те стрижи. И ги те намести тука, ќе ти клае ногламниче вака за не се лигаеш, пошто се лигаиме, ме сваѓа. И ќе прицни на столицата и ќе почни столицата на назад. И сега кај некој оди побрзо, кај некој полсат вака, вадена се спушта. И ти дојди тоа од озгора, а ти гледа забите, ова го гледаш, ја. Ајде отвори силно да видам. Овде има затемнување. Че отвори до оваа страна? И за тие ваквите што ги имат ко штрафцигери што се и воздух пушта. И ти прицни на него, да расчисти таму пошто на огледалцето му се прави онакво, се немам огледалце да ви објаснувам, ама нема врска. Чекај, че на оваа страна. Имаш за прајање, имаш, ајде. Ке води пари ке прави. И нормално ќе земи, ќе те спреми, ќе ти клае вака, ти виси тука да ти ја собира плунката да речам. Да може да си работи, ме сваѓаш да не му се полни со плунка устата. И од време на време ќе ти вели дури работи, извај гото плукни си он. И до тебе има едно мјалниче тркалезно и ти треба го изваиш тој да плукниш да си излигаеш целиот, затоа е таа лигушката овде што ја клава. Ко на бебињата. Оптегнат на назад и од тука натаму батуле уживај. Ако те боли нешто со вака потапшај го, нема грешка. Одма ќе престани. И ти вистина се надеваш дека така ќе биде. Дур не го слушниш звукот. Од тука натаму бате борба. Се има неколку типови инструменти што ги користат забари. Сам има многу, ама најчести се ови. Едното е тоа за гледање со огледалцето што му прави. Пушта вода, воздух и не што пушта таму. После имате едно вакво, ама со кука малце, за може да копа низ забо, да гледа, да бара, да тарашва таму, да вади ствари. Ги имаш клештите за вадење заби, имаш различни некои такви, имаш два типа на машинки. Едната е она страшната, кумува што е коса, што прави. Таа е со илјадници, вртеш и многу брзо врти, прска вода, киде што прави. Значи со неа те копа низ заба обично. И таа е страшна. Ама ништо не е пострашно од таа другата машинка. За малце машин ган ке рече во ти така звучи. Кога ја пушти таа другата со мали обртаи, што е веројатно за фина работа, не знам за шо. И го почни та да прави како трактор. Тука, батуле. Тука обично знаеш дека болката иди негде во близина е. Оди сме близко до живецо, ме сваѓа. А не дај Боже го гибна тој живецо, боли корни. Битно со било која машинка почна да те почнуваат со та брзат, одма ти се менва фаца. Само што ги направи за
бо лекаро, и одма таму правиш вака. И тој буши ме, сваѓа. Тој доктор озуе, ти позади ваков си на столица, ја. Мавај кога сакаш, батуле. Тој дур не дозуе, ти мавај кога сакаш. Ретко некојаш некој ќе рече, ајде, добро, полека, плукни си. Дек то плукни си сега и готово, ќе те преболи се, ама нема врска, ајде да те направи нешто, да направиш друго ти, за да можеш после да продолжиш. Ајде сега полека продолжуваме. Нема полека, бе, батуле. Тој има муштери таму драпарија за и кој полека ти. Полека сме продолжи. Нема грешка за тебе 2 сати ќе го правиме заво. Нема проблем. Браво, слушај малце. Слушај малце. Ке те буши за та бушилица да ќе те буши. Особено пак ако си од друга партија. Ако те знае дека си од друга партија, ојде заво, цел ќе ти го избуши внатре. И ќе помини то, ќе остај та машинка. И ти од вака кренат, легнуваш на та столица да си велиш готово. И тоа таму ти вели го гледаш менва нешто на другата машинка и ти вика, само уште едно пигментче има таму негде да го дзирна. Ами ја земаш машинка да го за дзиркање. Земи дзирни го вака, Не, таму готово. Не бе батуле, машинката, тој со машинката се дзирнува. Не се плаши, ова не боли. Ја приснува. Та. И ти ако беше претходно вака, сега си вака. Да си кабил ќе станиш од столицата. И ти влегва со та внатре. И ова го правеше на забо, ова се прави кога можеш да ги осетиш вртењата внатре. Тој прави вака, ти правиш вака. Тој наваму, ти наваму со глата. Абе страво го вари граво, не за џаби мат речено. И го ќе заврши со неа, па легнуваш на столица, ама овај пат не си толку среќен, ти шо знаеш да не извуше некоја машинка ме сваѓа. И ги оземи то со куката. Ови археолозите што ги користат за покаменјата трзање, ги тегни вака, ги чисти по тој завол. Внатре. Добро е, направивме просторче. Сега ќе спремиме пломбичето. На времето пример клава амалгами. А богам имаш и музичка група амалгам. Може да треба зимињата на групите да поправиме муавет малку. Оти други правеа нешто поврзано со музика ги правеа, последно со што сакаш ги правеа. Со автодело и со забари, со пиштоли, со пујсо што сакаш бе брат. Иначе амалгамот се овие металните пломби што ги имаме, а уште имаме една-две останата од некога. Некои велат дека се штетни, некои не велат, некои велат дека се најубави пошто траат најдолго и така натаму, не е би. Порано ги клаваат тие, шак ке ти ја клаи, уживај ватуле, решен ти е проблем. Јарно, ама не изгледа тубо. Како отвараш устата нешто црно таму ти стои, козабор расипан да ти е, не може бела пломба сакам. Сакате бела пломба, нема проблем. Абрип ќе ти клаи внатре. Не знам со што се тие белите пломби, ама колку абрип почина. За некое време ќе ти спадни ново абрип треба клаиме како така. Малтерче вате ја зема и ја замешва како малтер вака, шак на едно онакво. Со тоа што е за корнење вака по заводи, ти ја замеша вака шек. Што значи? Ако имаш забар во фамилијата и ако реновираш, а не можеш да платиш мајстори, викни си го забарове брат. Малце зафатени се знам. Ама уцени го со нешто, викни си го, не си свесен кол ти ако тој може да ти го малтари со забов внатре прецизно. Значи куќата има да ти ја направи брат вака, кутивче. Од ќош до све има рамно да биде за мерак, да можеш да гризниш со та куќа. Значи можат малтарџи да бидат најдобри. А бога ми мање више и тука негде му се професите по заработка. И се порано што прави. Ти го нашлага забов внатре, гризни тамане, добро, терај дома, ако ти смета во гризењето, ќе дојдеш утре задутре пак. И ти ако немаш работа, оди назава. Ќе ти го стружни, ќе ти го поднапре, ќе ти го намести, да ти го штелни малце. Денешно време ватуле, на лице место ти го средва, ќе ти дај едно да касниш, најточно кај ти е подкренато, ќе ти го стружни. Ај касни пак ги до стружни, оп, готово. Забо наместен, профект. И конечно завршва работа, ти го направа забо, ти го вадат то лигавчето, ти вели стани ти укочен си. 2 сати сечната столица да станва жива вода да здола грб. Болки во кичмата, рбетот, артрити, хаос брат, стегнат, седиш оптегнат таму времења, не е играчка. И сега каснуваш и се чудно ти, отимаш зап, таму целосен претходно кидеш сиво. Некоја градба растурена таму, недограден. Тавај ти амалтариса, ти ја направи кутивче. Тоа е брат. А велат дека се тоа може да се спречи со одлична устна хигиена. А каква е таа одлична хигиена? Треба да си купиш уба четка некоја скапа, од ефтините не знаат да четкат за. Треба да си купиш скапа паста. Од ефтините пасти, знаеш како? Колку пари толку музика. Треба да си купиш конец и да ги трзаш забите пред секое миење, за да излезат ѓубрињата, нели? Во Македонија има неколку начини што се користат за чистење забите така место конец. Првиот начин е да земиш конец од оние за плетење што и користи баба ти, мајка ти некој. Вториот начин е земаш најлон некој, го тегниш, го правиш тенок и со него му влега. А третиот и најпопуларен начин, најмакедонскиот начин да речеме кој е? Нема популарен начин ме брат. Има луѓе ги ти застани цел ден ќе прави од едната страна, од другата страна, дур да го извај нешто, нема шанса. Додуша добро и чечкалицата е популарен начин, не можам да речам, а после секоја чечкалица обавезно оти без не се признава за убо јадењето ме сваѓа. И со онеа дур се чепкаш си прави. Само така знаеш дека ти е походен живот. Ќе купвале дентален конец, не знам каков, нема проблем батуле. На крајот на денот, ако размислиш убо, и сите тие останати четки, пасти и чуда, ти ги
порачва за бар. А сакале ние да признаеме или не, и за барлукот е бизнис. Значи не ти работи тој за твое здравје без пари, ти работи за пари. Дека во 90% од продуктите што ги користим има работиш уствари поќе му штетат на завитот што не му штетат, дефинитивно има. Само кој да се помачи да побара некој по природен начин за да си ги одржава завит. Некој да се помачи, едноставно нема време. Кој има време денешно време се замара со такви работи? А бога ми немаме поќе време ни за зборање. Мора тука да завршиме емисијата за жал. Арно му бајната е што за 2 дена паќе се видим. А дури да се видиме ние, вие останете ми поздравени. Дишете длабоко денес, не се форсирајте, не се уморвајте премногу, ти голем ден бил. И пред дојте на гласање, измите си ги запчињата. Не за друго, за кога ќе таму да си излигушите во вашите кругови, баре здиво да е свеж, ме сваќај. Фала ви многу на вниманието и се гледаме пето. Поздрав!